Поштувани гледачи на видео изданието на порталот Работник, денеска после полого време ете се враќаме повторно во видео формат и наш гостин е председателот на синдикатот на полицијата во Македонија, господинот Орце Коцевски. Господине Коцевски, ви благодарам за тоа што прифативте да бидете дел од денешното видео и интервју на порталот Работник. Би започнал прво со колективниот договор. Вие имавте низа на реакции за колективниот договор кој што беше подпишан од страна на Министерството за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат, а секако се однесува на вработените во МВР. Кажете ми, кои се недостатоците на овој колективен договор? Најпрво поздрав до вашите гледачи, поздрав до сите вработени во Министерството за внатрешни работи. Во поглед на ова прашање, може да се согласам. Од преднодамна пред Министерството за внатрешни работи направивме прес каде што потсетивме дека полицијата никогаш како досега не било толку понижувана како што е досега со потпишувањето на овој, како што го нарековме, штетен колективен договор на Министерството за внатрешни работи. За жал, денес сме сведоци на еден преседан и крајно неморално и неетичко уништување, назадување на правата на работниците во Министерството за внатрешни работи. Преточен во нешто што е само налик на колективен договор, потпишан од министерот Оливер Спасовски и председателот на Македонскиот полициски синдикат Кице. Она што ние како синдикат можеме да го кажеме е тоа дека е срамно претходно најавеното од страна на потписниците дека се задржани сите права од претходниот колективен договор. Една од најболните точки за работникот во МВР, исплатата на дотиток за прековременна работа. Она што и двете страни го премолчија, а тоа е секогаш е расипаното, оштетеното и трудото. Овој пат Македонскиот полициски синдикат не ги извести вработените дека сега со овој штетен колективен договор ќе се исплаќаат единствено само 32 прековремени часови, што и до сега беше пракса. Но се што ќе се оствари како прековремена работа над 32 часа во текот на месецот, работникот ќе смее да користи исклучиво слободни денови. Замислете какво кршење на правата на работникот. Она што сериозно е премолчано и не се пофалија е дека со одредбите каде предвидуваат храна и запат за ноќна смена, ќе се исплаќаат само доколку ноќните смени, односно часови, се вкупно, замислете, 1/3 од полното работно време во тековната година. Она што треба да му стане јасно на секој вработен е тоа што ретко кој вработен ќе го остварува тоа право, односно ќе работи од своето работно време како ноќна работа. Уште сега веќе е јасно дека целта им е однапред ова право да не успее и никако да не биде исплатено. Најсрамно е тоа што, како и досега, зборот синдикат беше како поим, во согласно со Уставот, закон и конвенцијата. Спасовски и Кицев го избриша, го присвоила и сега под синдикат во Министерството за внатрешни работи. Според нив се подразбира само МПС. Штетите ќе бидат големи, но тука никој нема да не поколева да се опреме. Она што повеќе не загрижува е нивното неодговорно однесување што спротивно на закони за полиција, каде началниците на секторите за внатрешни работи и регионалните центри за гранични работи се избираат по пат на транспарентна постапка. Истите тие незаконски од неодамна се донесува листа каде началници ќе се избираат по желба на министерот. Ќе побараме одговорност за ова и за секој прекршување што го имаат направено. На самиот крај, ако толку председател од Македонскиот полициски синдикат се бори за правата на вработените, зошто и од кои причини поубаво и поконкретно не го определи распоредувањето надвор од местото на живење, зошто поблиску не го определи правото за распоредување со писмена наредба за повеќе, да не се злоупотребува повеќе од еден месец. Моето следно прашање е околу безбедноста и здравјето при работа. Тоа е една тема на која што и не премногу се зборува во Македонија, а секако во голем дел ги засега
припадниците на МВР. Кажете ми дали и колку се почитуваат мерките кои што се нели пропишани со самиот закон за безбедност и здравје при работа од страна на МВР? Так, на оваа тема нели може долго да се зборува, но за да ме разберат подобро сите вработени, ќе кажам многу поедноставно и поконкретно. Значи, со донесувањето на новиот колективен договор, повторувам, сите мерки за работникот кои се однесуваат за безбедност и здравје при работа се суспендирани. Да појаснам. Значи, согласно законот и колективниот договор на Министерството има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа на работниците, од секој аспект поврзан со работата. Но за жал, сите овие обврски за безбедност и здравје при работа, Спасовски како министер и председател од Македонски полициски синдикат ги суспендираа, односно најтрагично што нема да важат до 2025 година. Ова значи дека Министерството за внатрешни работи воопшто нема да изготви проценка на ризик за секој работно место, зашто се сомневам дека таква проценка постоела и досега. Нема да има назначување на стручно лице, согласно стручни лица за безбедност и здравје при работа. Нема да постои представник на работниците за безбедност и здравје при работа од страна на синдикатот. Ова значи дека воопшто нема да постојат здравствени периоди, односно периодични прегледи кои ќе се вршат согласно актот за проценка на ризик. До 2025 година нема да постои редовно следење на здравствената состојба на работниците, обука за работниците за противпожарна заштита и прва помош, обезбедување опрема за лична заштита и низнина употреба и така натаму. До министерот ние како синдикат на полиција Македонија испративме известување со кое реагиравме дека пролонгирањето на наведените одредби за безбедност и здравје при работа на работниците представуваат директно кршење на постојните одредби од Уставот на Република Македонија, како и од Законот за безбедност и здравје при работа. До министерот, синдикатот на полиција во Македонија испрати известување со кое реагиравме дека пролонгирањето на наведените одредби за безбедност и здравје при работа на работниците во Министерството за внатрешни работи представуваат директно кршење на постојните одредби од Уставот на Република Македонија, како и од Законот за безбедност и здравје. До овој момент постои молок од страна на министерот, но тука не сопираме, како синдикат ќе ги преземеме сите мерки согласно Уставот и Закон. Во ред. Полициските службеници беа и се активно вклучени нели во борбата против огнените стихии кои што го зафатија источниот дел на Македонија. Кажете ми колку според вас нашите полициски припадници се подготвени да се справуваат со вакви непогоди? Јас стварно не знам навистина како да одговорам на ова прашање. Најнапред ќе кажам фала му на Господ што ни еден полициски службеник кој учествуваше во гаснењето на пожарите не се повреди со оглед на тоа дека ни еден полициски службеник скоро и да нема поминато било каква обука во поглед на тоа како да гази пожари. Јас тука ќе се земам со право да поставам едно прашање. Со каква униформа гаснеа пожари полициските службеници? Дали до местото на пожарите пристигнуваа со сопствени чевли или патеки што сами си ги купиле, или таа опрема ја набавило министерството? Срамота е скоро 6 години да бидеш министер и да ти требаат уште најмалку 30 и повеќе години за да ги набавиш и последните делови на униформа за полицијата. Министерот, замислете, се отепа од фалење дека набавил униформа за полицијата. Тоа е апсолутно неточно. Односно, може би набавил само за специјалните единици, ЕБР или СС. Но состојбата кај останатите преку 80% униформирани полициски службеници во поглед на униформата е катастрофална. Ако го земеме и предвид и податокот дека скоро во сите полициски службеници се користат панцири, плочи и шлемови, набавени пред 30 и повеќе години, а замислете, нивниот рок на употреба е само 5 години, за мене тоа е понижување на полицискиот службеник. Посакувам само да ги чува Господ на терен сите полициски службеници. Во ред.
Вие исто така како синдикат неодамна имавте реакција околу додатоците на плата кои што ги даде владата. Молам? Да, владата, да, и во однос на платите на полициските службеници. Сега, бидејќи јас добро не разбрав поентата, дали може да ни објасните по кој повод беше вашата реакција? Так, да, точно, значи ние пред некој ден излеговме со соопштение и дадовме појаснување за тоа на кого му следува додаток на плата, кој го предлага владата, кој најверојатно ќе биде исплатен за дел од вработените после изборите. Она што треба да биде јасно е за на вработените да им стане појасно. Во самата уредба е предвидено дека додатокот на плата не се исплаќа на вработените во Министерството за внатрешни работи, на кои им е утврдено правото на додаток за плата со посебен закон или колективен договор. Значи, вработените треба однапред да знаат дека ова право, согласно наведената уредба на владата, нема воопшто да важи за сите вработени. Сега ќе ги наборам, воздухопловниот персонал, специјалната единица Тигар, единицата за брзо распоредување, посебната единица за подршка, единицата за интервентна полиција, сите вработени во одделението за лично обезбедување на сите високи функционери во државата, работниците во издвоените објекти во Министерството, единицата за прикриени полициски службеници, работниците од одделот за информатика и телекомуникации. Замислете каква дискриминација е направена. Како синдикат сметаме дека овој потек на владата е срамен и изготвен на брзина и како синдикат побаравме сите вработени да добијат покачување на платите, а не додаток кој би го добиле одредени вработени за чија селекција ќе одлучува само еден човек, односно раководител. Сметавме и понатаму сметаме дека на овој начин министерот Спасовски создава се, само не задоволна и мотивирана полиција. Во ред и моето последно прашање за овој интервју, вие постојано, значи, од вашето формирање па се до денешен ден, постојано го критикувате министерот за внатрешни работи и одлуките кои што ги носи. Се разбира се, имате право нели на критика, вие најдобро знаете кој дел не е исправен, бидејќи сте таму, така сте во МВР. И сега кажете ми, дали мислите дека ќе дојдат времења кога полициските службеници ќе се ценат повеќе? Најнапред сметам дека ние не го критикуваме министерот, односно ние само ја соопштуваме вистинската и реалната слика во министерството. Министерот дали ни се лути, дали ни замерува за тоа не е наш проблем, тоа е најверојатно негов проблем. Во однос на прашањето, значи сакам да кажам, да појаснам дека сите вработени се свесни каква е состојбата во самото министерство. Јас за тоа нема потреба ни да ги потсетувам. Денес во најголем дел работникот како никогаш досега е понижуван, навредуван, малтретиран, омаловажуван. Никогаш како досега немало поделба на ваши и наши. Жално е сега во 2021 година се уште да зборуваме дека не се почитува работникот и не се дава шанса на вистинскиот професионалец. Начело на раководни позиции поставија раководители кои секојдневно сеат страв кај вработените, со секојдневно поднесување на десетици измислени дисциплински. Честни исклучоци не се сите исти. Во оваа состојба да биде таква, што е во голем број допринесе и одделот за внатрешна контрола, која сите преставки против раководители не ги работеше професионално и во најголем број преставките завршуваа како неосновани. Ако продолжи тој тренд, за брзо ќе ја пофалиме внатрешната контрола за тоа колку е професионална. Но, за среќа, не можеме сите да ја наведнеме главата. Постојат и работници кои имаат чест, интегритет и достоинство. Ке порачам и понатаму да работат професионално согласно правилата и прописите. Еден ден мора да ставиме крај на сите неправди кои се случуваат во Министерството за внатрешни работи. Ако бројката на таквите расте, верувам дека ќе успееме во тоа. Борбата за подобрување на условите и правата на работникот нема да запре тука. Ги повикувам сите вработени да ни се приклучат во што поголем број за заедно да успееме во тоа.
Ви благодарам за одвоеното време повторно и се надевам дека ќе имаме и следна прилика да позборуваме за други теми кои што ги засегаат политичките службеници. Вие, почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник, останете во добро здравје и чувајте се.